одговорно буџетирање. Што подразбира, ни открива Марија Ристевска, извршна директорка на Центарот за истражување и креирање политики. Добро утро. Добро утро, Јована. Марија, родово одговорно буџетирање, иако веќе сме во една ера во која што се уште ли треба да зборуваме за еднаквост во родовите и во можностите и во напредувањето, сепак многу голем исчекор се направи, но вие организирате конференција вчера и денеска, конкретно на оваа тема. Па ајде да вовед што е родово одговорно буџетирање, еднакво. Благодарам за поканата и што се заинтересиравте за овој, јас би рекла, многу значаен настан што се случува во нашиот град и во нашата држава. Зошто? Заради тоа што доаѓаат представници од 20 земји. Конференцијата е поддржана од Европската унија, од Австриската развојна агенција, од Шведската развојна агенција и од Централната европска иницијатива. Значи имаме представници од повеќе од 20 земји. Главно е фокусирана на практиките кои што за родово одговорно буџетирање ги имаме во регионот, на Западен Балкан и Молдавија, заради тоа што конференцијата е организирана од страна на мрежата за родово одговорно буџетирање, која што брои стотина невладени организации од Албанија, Македонија, Србија, Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Република Молдавија. Но нашиот фокус и искуства доаѓаат од локално ниво, значи од овие земји, но целта на конференцијата е да разговараме за развојот на родовото одговорно буџетирање и на глобално ниво. Велите зошто ни треба и дали се уште треба да зборуваме за еднаквост. Да, во Македонија и во поголемиот дел од земјите во Европа, дури сите овие земји кои што ги имаме овие денови представени на конференцијата, имаме еднаков правен режим, што значи помеѓу мажите и жените, што значи дека и мажите и жените, и момчињата и девојчињата во нашите земји имаат еднакви права. Но тоа не значи дека тие и се еднакви во пракса. Заради тоа што имаме премногу се уште превладувачки родови стереотипи, имаме сите ние играме определена улога во својот дом, во нашата заедница, во нашето општество. Таа улога е доминирана и е утврдена од страна на обичаите, традициите, некогаш религијата, од тоа што е прифатливо, од општествените стиги. Така, од она што е прифатливо за нашата заедница. Значи, и тоа може да биде различно. Она што е прифатливо и е сметано за женска особина или пак за нешто што е очекувано да го прави жената во Штип, не е очекувано да го прави жената во Тетово, или пак, уште помалку е очекувано во Молдавија и така натаму. Но заради тоа, во суштина, сите работиме да имаме еднакви можности да не бидеме определени од страна на таквите очекувања, традиции, обичаи и така натаму, туку да можеме да ги оствариме овие еднакви права кои што ги имаме во законите, без влијание од овие останати стереотипи, улоги и така натаму. Сега буџетот, само ако сакате да ви објаснам за буџетот. Сакам да ви реплицирам веднаш со прашање. Ајде. Веднаш со прашање, со оглед на тоа дека спомнувате неколку пати какви представници ќе имаме ние тука, ја спомнувате и нашата држава дека имаме исти регулативи, но во пракса кај нас како се спроведуваат за разлика од регионот? Од овие Значи, ние имаме и во регионот и во Македонија имаме многу убава регулатива во однос на родова еднаквост. Значи, имаме закон за еднакви можности кој што ни овозможува да имаме посебни и специфични мерки во институциите, во приватен сектор и така натаму, да ги ослободиме жените и мажите од определени очекувања и стереотипи
улоги и да можат тие да ги остварат еднаквите права. Значи, но буџетот како една од алатките, или би рекла најмокниот алат за спроведување на јавната политика, а тоа се овие посебни и специфични мерки, исто така треба да биде соодветно да бидат алоцирани средства за имплементација на таквите мерки. Значи, ние можеме да имаме, да речеме, мерка во општина Аеродром, каде што се, да речеме, поддржува развој на спорт и да одат, не знам, 90% од средствата за еден тим, а тоа е кошаркарскиот тим МЗТ Скопје. Тоа е машки кошаркарски тим. Да, добро. И се додека... Зашто рамномерно не се распределуваат и пример, сега ќе кажеме, на женски кошаркарски тим, да речеме, но имаме ситуации кога нели тие треба и да пројават афинитет, еве конкретно, и да пројават афинитет, но и да има можности да има и женски и машки, пример. Значи, еве ќе ви кажам, кога не секогаш се фаворизира, тоа сакам да кажам. Кога не го гледаме буџетот низ женски леки, значи низ родова перспектива, ние имаме буџет кој што обично е доминиран од интересите или на јавниот интерес, нели, нормално е главен, доминантен, но исто така имаме и приватни интереси кои што некогаш се многу силни. Често таквите клубови се во приватна собственост. Овој пример сега што го дадов не е таков. Значи, нека остане како пример. Да, но е поддршка, одлука на општината да го поддржува професионалниот спорт. Доколку ги гледаме со родови леки, ваквото трошење на парите би требало да ја подучиме, нели, да ја дадеме препорака на општина Аеродром да ги алоцира средствата и за женски тим или пак за други професионални спортови каде што жените имаат интерес или пак се бават, да речеме ракометарски тим или пак одбојкарски тим или пак можеби и кошаркарски женски тим, што го прави општината, не велам не. Сега, дали е тоа рамномерно распределување, ако го погледнете буџетот, не е рамномерно. Но имаме и друг некој начин на тоа како можеме да влијаеме на уште порамномерно распределување и на овозможување на еднакви можности, како што велите вие, да можеме да ги распределиме средствата за секој што има различен афинитет да го оствари. А тоа е преку давање на спортски ваучери за секое дете, да речеме, кој што... Се навраќаме на тоа дека треба да бидеме и поттикнати. Така е, ама како ги трошиме парите, исто така зависи дали ние ќе имаме еднаква можност да ја оствариме тој поттик, да го оствариме тој поттик, затоа што сега ние сите придонесуваме во буџетот на општина Аеродром, сега зимаме општина Аеродром како пример. Добро, ајде, нека биде пример. Но прашање е дали сите имаме корист од тој буџет. И тоа исто и за централниот буџет. Значи сите придонесуваме кон централниот буџет, но кој има корист, кој има контрола врз ресурсите и исто така кој има одлука, право на одлука за тоа како ќе се користат средствата во кои што се инвестираат јавните пари. Тоа е родово одговорно буџетирање. Доколку жените и мажите имаат еднаква контрола, еднаква корист и еднаква одлука врз тоа како ќе се трошат средствата и ако средствата одговараат за нивните различни потреби, како што велите, имаме различни афинитети, имаме различни улоги во семејството, со тоа и имаме и различни потреби, нели? Кога правиме, да речеме, на локално ниво буџетски форуми. Што забележуваме? Не доаѓаат мажи на буџетскиот форум и тие приоритизираат, кажуваат дека нивните потреби се врзани или потребите на општината се да инвестираме во инфраструктура, да инвестираме во наводнување и така натаму. Кога имаме жени на форумот, веднаш приоритетите се различни.
тогаш е образование, социјална заштита, значи градинки, младински центри, осветлување во општината, куќиња улични и така натаму, безбедност им е проблем. Тоа е се поврзано со улогата на жената во домот, а тоа и во заедницата, а тоа е да се грижи за децата, има образовна функција во домот и така натаму. И нормално е да има различни потреби. И затоа кога имаме планирање на буџетот, мораме да ги согледаме и да ги слушнеме различните потреби, за да не ни одат сите средства во пат, туку да ни отиде некој дел од парите и на патеката покрај патот, затоа што жените не возат, повеќе пешачат, на осветлувањето покрај патот, заради тоа што тоа возможува да жените и ноќе го користат ресурсот во кој што сме инвестирале, а се уште се јавната безбедност за жени е многу помала отколку за мажи, се уште се поголеми жртви на јавно место, напади, силувања и слично имаме врз жени, не врз мажи, за жал. И така натаму. Значи, распределувањето на средствата во буџетот треба да одговара на различните потреби и тоа е родово одговорно буџетирање. Се надевам дека ќе направиме поголем исчекор и ќе стигнеме до тоа да зборуваме зубави бројки. Марија, благодарам за гостувањето. Посакувам успешна конференција. Ве благодарам многу. Јас ве поканувам. Има многу интересни говорници. Имаме представници од Европското женско лоби, од Европската унија, од Обединети нации, од Светска банка, од ОЕЦД, од сите невладини организации кои што работат на родово одговорно буџетирање, од Западен Балкан и Молдавија, и мислам дека ќе има особено денеска интересни на програмата пракси кои што ќе се разменат, врзани за регионален и локален развој, за управување со ѓубре, за климатски промени и за финансирање на отпорноста на локалните самоуправи и на државата во услови на криза. Благодарам.